Прв разговор во денешното издание на Македонија наутро за тема која што е актуелна, за која што многу сме дискутирале, но сметаме дека повторно и повторно треба јавно да говориме, се разбира доколку сакаме да ги именуваме нештата. Ја почнуваме вака. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација неодамна излезе со статистика во која наведува дека досега примила вкупно 96 преставки за утврдување на потенцијална дискриминација на социјалните мрежи. За споредба, минатата 2021 бројот на преставки изнесувал 90, што значи дека за жал напредуваме сериозно во говорот на омраза на интернет. Денеска речи си да не постои човек кој за жал не се соочил со некоја дискриминирачка содржина или некаков негативен коментар во интернет просторот. Она против што треба гласно да се бориме и да не дозволиме дискриминачкиот говор да прерасне во нешто многу поголемо, како што е говорот на омраза и со тоа да не попречи да изградиме инклузивно општество кое што ќе почива на здрава комуникација. На оваа тема утринава разговараме со Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам за покана. Со убава вест, впрочем, го започнуваме разговорот дека изминативе денови Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Институтот за добро управување и евроатлански перспективи потпиша меморандум кој што велите целта е борба против дискриминирачкиот говор и други негативни појави во интернет просторот. Што точно значи потпишувањето на овој документ? Па се надевам дека значи еден почеток на соработка која што ќе биде многу поширока од нашите две организации и институции, туку ќе опфаќа еден широк фронт, кој што ќе се избори против дискриминирачкиот говор и еве конечно разговараме за негативните појави во интернет просторот многу повеќе, меѓутоа како да ги решиме. Идејата е таа платформа која што ќе се направи навистина да ги адресира проблемите кои што се решаваат, но пред се да се разбере што е тоа дискриминирачки говор и зошто. Всушност треба да се избориме против самото тоа и дека тоа не е нешто кое што ја спречува слободата на говорот, туку напротив, нешто кое што многу повеќе ја зајакнува слободата на говорот, бидејќи колку подобро комуницираме, колку поинклузивно комуницираме, колку, ако сакате наједноставно нормално комуницираме и во интернет просторот, толку повеќе ќе можеме да забележиме дека се чувствуваме покомфортно и поубаво. Да не заборавиме дека во интернет просторот не сме само ние, туку си нашите деца, се нашите мали, млади, кои што навистина треба да им покажеме како треба да изгледа една добра комуникација и добар интернет дел, сегмент. Бојан, во комисијата според статистиката која што објавивме во најавата има најмногу пријавени приставки за дискриминација во социјалните мрежи поради дискриминирачки говор. Од тука и потребата за промена на актуелните состојби на интернет просторот. Преку какви активности ќе се борите против дискриминирачкиот говор, дискриминацијата и другите негативни аспекти токму во интернет просторот? За почеток сакаме да се обединиме на темата, бидејќи навистина многу се зборува за ова. Се препознава дека е проблем и тоа потребно е убаво сето тоа да се адресира и да се разреши. Значи на почетокот ни е важно обединувањето. Да вклучиме што е можно повеќе луѓе, организации, институции во овој дел, заради тоа што без тоа не може да се направи ништо. Втората работа е да се вложат многу напори преку кампањи, разговори, едно од таквите начини е и ова, зашто, како и секојаш сум благодарен, е всушност да се препознае дискриминирачкиот говор. Значи, многу често констатираме дека луѓето кои што дискриминираат не се свесни дека тоа го прават. И на крајот на криштата, ако превземеме конкретни чекори како што е препознавањето, а потоа и конкретните мерки кои што ќе ги дискутираме и разговараме, очекувам да произлезат од сите страни, ќе спречиме да дискриминирачкиот говор преде, како што најавивте, во говор на омраза. И ова сакам да го споменеме еден аспект кој што го навидовте уште на почетокот како одговор на првото прашање. Велите, медиумите говорат често на оваа тема и тоа не спречува да не отидеме предалеку, но она што е важно да посочиме кај граѓаните кои што можеби во погрешени контексти ќе го разберат разговорот. Ние не ограничуваме некој да го каже своето мислење на интернет. Токму напротив, онака како што се однесуваме во кога разговараме очи во очи и оној бонтон и правила на однесување кои што се потребни во секој сегмент од животот, тие треба да важат и на социјалните мрежи, без оглед на фотографијата зад која се криеме. Апсолутно, заради тоа што пак ќе речем, тоа е наш интерес, личен, како луѓе. Никој нема интерес да комуницираме лошо. Бидејќи на крајот на криштата колку повеќе негативната комуникација, комуникацијата полна со омраза, со дискриминација, со навреди,
ја користиме, толку повеќе таа е дел од општеството и навни се враќа. На крајот на криштата мора да разбереме дека ако комуницираме нормално, ако се обединуваме околу она што не поврзува секој од нас, она што го сакаме, она што ни се допаѓа, многу повеќе слобода ќе имаме. Бидејќи знаете кога ќе почнат навредите, дискриминацијата, што сакате негативно во интернет, луѓето се повлекуваат. И нема дебата, нема дискусија, едноставно се гуши интернет просторот и остануваме покуси за подобри решенија, покуси за подобра комуникација и се. Го имаме, се извинувам, и оној момент каде што дел од нив и не се повлекуваат, па преоѓа на вистина дегутантен разговор кој што е непријатен за читање. Тој дел што останува, буквално ужива, бидејќи за жал не знае поинаку да комуницира. Но најголемиот дел, еве сите сме сведоци, не тука и кај нашите гледачи и гледачки, се повлекува и не комуницира. И мора да разбереме дека дискриминација е се. Дискриминација е она што нашето дете му се случува во училиште. Дали е тоа некој дискриминирачки збор за тежина, висина, изглед, очила, начин на седење, значи дискриминација е се. Па се до сите форми кои што многу често јавно говорим. Значи дискриминацијата има многу широка палета. Ако ја превенираме, нема да прејде во говор на омраза. Оти ако прејде во говор на омраза, не само што е кривично дело, многу касно, многу доцна сме отишле и треба буквално со казна да ги спречуваме работите. Нема потреба во 21 век да не вложуваме, нема потреба да се лишиме од она што се нарекува превенција, кога навистина ни стои на располагање, особено преку интернет платформите. Превенцијата е клучна, како што споменавте. Умеат ли граѓаните воопшто да ја препознаат дискриминацијата и говорот на омраза, меѓу другото и на интернет просторот? Што вели вашето искуство? Со оглед на тоа што зборуваме за високи бројки за дискриминирачки говор, меѓутоа сепак мали споредбено со тоа колку луѓе сме ние, мојот заклучок е дека граѓаните навистина добро знаат тоа да го препознаат, меѓутоа во ситуација кога се случува говор на омраза, многу често сме сведоци дека лицата што дискриминираат не се свесни дека тоа го прават. Најчесто сметаат дека заштитуваат својата група, својата фамилија, значи некоја своја припадност и дека всушност тоа го прават за нешто добро. И токму тука треба да вложуваме и да покажуваме, бидејќи ние како општество сме склони да чекаме нештото да ескалира и да бараме казни, да викаме, да се бунтуваме, меѓутоа ако почнеме многу порано, а токму оваа соработка со комисијата за спречување и заштита на конкуренција гледаме во овој дел, се надеваме дека многу помалку ќе дојде до ескалација во нив. Кога сме кај ескалацијата, а за жал ја има на социјалните мрежи, велите, граѓаните знаат да препознаат, но веројатно не се охрабруваат и сите да пријават. Само 36 представки, да речеме, биле поднесени до комисијата, и тоа 36 кои што се однесувале на говор на омраза на социјалните мрежи. Тоа не е голем број на граѓани кои што решиле по легален пат да ги побараат своите права, што значи дека граѓаните веројатно се уште не се охрабруваат да пријават од аспект на тоа што и не се сигурни како ќе се реши целата приказна или дека ќе биде залудно барањето на правата? Дефинитивно треба да се постави прво правниот поредок што се нуди. Бидејќи многу често и во вашите студија разговараме за негативните аспекти на интернет и констатираме дека има, законите нудат начини како истите да се надминат и да се решат. Меѓутоа многу повеќе треба да покажеме како, треба да покажеме конкретна акција и ова што комисијата која што речиси ново формирана го прави е нешто добро. И токму затоа оваа соработка гледаме како поддршка на работата на комисијата, не за да се натрупа со пријави, туку за со јавното говорење, за со заедничкото постапување, за со покажувањето резултатите од ова што се нарекува решавање на пријави, граѓанките, секој од нас да се менува. Ова е тема која што постоела од секогаш, меѓутоа ја адресираме денеска бидејќи интернетот има фрапантни бројки. Ако порано ни беше важно како да ги заштитиме нашите деца, но и секој од нас во училиште или пак на игралиште или пак некаде излезен, денеска е тоа многу важно да го направиме во интернет просторот. Затоа е таа соработка и верувам дека со овој начин на подпишување на договор, со овој начин на здружување, со вклучување на повеќе луѓе ќе ја подигнеме свеста секако заедно со вас медиумите пред се. Бојан, доволна ли од друга страна постоечката законска регулатива и потребни ли се поголеми казни како пример, бидејќи често знаеме да кажеме дека единствено казните може да доведат до некоја дисциплина, кога годините едукација не се доволни да го направат тоа?
Мојот став по однос на казните и на законските регулативи од комуникацијски аспект, го трегам на страна законодавниот, со кој што правниците ќе се изјаснат, е дека закони ние имаме и можеме да ги применуваме. Меѓутоа, она што многу малку се посветуваме е ефективно зборување, ефективни кампањи, што значи ефективна превенција. Бидејќи кога ние ќе детектираме 10 луѓе дека користат веќе прераснат дискриминирачки говор во говор на омраза, ние немаме друго освен правно решение. И тоа за мене како човек е секогаш пораз кога сме дошли до ситуација да треба да казнуваме. Значи, општеството, институциите, секој од нас пропуштил низа на чекори наназад да спречи таа индивидуа да дојде во таа ситуација. Че сме испуштили од раце индивидуата. Бидејќи, кој сака да дискриминира, едноставно не знае повеќе што да прави. Кој сака да навредува некој друг, едноставно се собрало нешто, тоа психолозите уште побаво го објаснуваат. Секогаш, кој што тера да се прави тој. Тоа е аномалија, тоа е проблем што треба да се адресира. Најлесно е да казнуваме. Знаете како? Меѓутоа никој не е совршен. Ако се посветиме едни на други, ако работиме, ако како општество ги поставиме работите да функционираат, нема да дојдеме до казни. Иначе, кога ќе дојде до кривично дело, законот е јасен. Тоа е тоа, мора да се процесуира. Сите треба да одговарат. Уште едно кратко подпрашање во овој дел. Дали младите се едни од оние кои што најмногу страдаат од говорот на дискриминација, говорот на омраза на интернет просторот, бидејќи од друга страна тие се едни од најчестите корисници на интернет просторот? И најчестите корисници и најранливите групи кои што се во интернет просторот и оние кои што најмалку заслужуваат, иако никој не заслужува, меѓутоа младите и децата најмалку заслужуваат да бидат таргет на тоа. И да, апелирам до секој човек кога објавува нешто на социјалните медиуми, на интернет или пак споделува нешто, да го каже, односно да го почувствува како би било кога би било кажано за самиот него нези или пак за неговото незиното дете или внуче. Тогаш ќе разбереме дека комуникацијата е многу клучна и многу важна да биде отворена. Не треба да се согласуваме. Не треба исто да мислиме, ама ако имаме различен став, зошто да се навредуваме? Едноставно, секој си го каже својот став, барем 21 век е денеска. Во контекст на едукацијата и успехот на истата, велите ќе ги вклучиме сите општествени чинители во изнаоѓањето на успешни решенија пракси и автентичен модел за справување со дискриминирачкиот говор. Факт е дека говорот на омраза на социјалните мрежи е глобален проблем и секоја земја води посебна битка со тоа. Постои ли, да речеме, одредена земја која што можеме да ја посочиме како позитивен пример во целава приказна, бидејќи генерално кога сакаме да поставуваме стандарди, правиме кампањи, именуваме, почнуваме со одредени позитивни примери. Која е таа земја која што е позитивен, успешен пример? Јас мислам дека западните земји се добар пример, генерално во спроведување на одредени активности, како што е, например, модерацијска политика, менување често на закони и така. Но она што гледам како автентичен македонски пример, е тоа што сметам дека институциите кај нас може да преземат и конкретна акција. Значи, знаете што се случува многу често? Многу често се случува да на Facebook страните или на страните на социјалните медиуми на институциите се бришат коментари кои што се однесуваат на работата за функционерот, функционерката за политичарот, ама кога се навредува некоја личност, небитно на која основа, дали е тоа етничка, верска, по основни изглед, што и да е, тогаш тој коментар не се брише. Зошто? Заради тоа што најголем дел од прес-службите се плашат дека кога ќе прочита функционерот или блискиот тим дека за него не за нешто се зборува, а не е избришено, ќе имаат казна. Ама кога треба тоа да го применат за граѓаните, тогаш има проблем. И таа едукација е многу важна. И тука највеќе треба да работиме. Мислам дека треба да покажеме дека модерацијската политика треба да има секоја институција, но и да ја спроведува. Бидејќи колку помалце негативни и коментари со дискриминирачки говор има во интернет просторот, толку повеќе ќе можеме нормално да комуницираме. Но лошата комуникација на социјалните мрежи се чини само рефлексија на генерално лошата комуникација помеѓу нас годинива. Па не би рекол помеѓу нас, би рекол помеѓу политичарите. Да почнеме од нив. Што гледаме во законодавниот дом, што слушаме на пресконференциите, каква е комуникацијата од оние кои што треба пример да бидат, да почнеме од нив? Комуникацијата која што се случува, јас многу често сакам да кажам дека зборовите што политичарите, прес-центрите ги користат, дури се ретко слушнати кај најголем дел од нас, граѓаните. И тоа е сериозен проблем.
Вие во јавниот дискурс, во јавниот простор, да користите тешки зборови навреди, не е спорно. Меѓутоа давате погрешен пример. Како ние понатаму ќе ги спроведуваме законите, ако примерот за лошо зборување ни доаѓа од политичарите? Ако две политички партии или две коалиции се судираат за тоа дали треба се донесе одреден закон или одредена финансиска помош и не се согласуваат, зошто се потребни зборови како полтрон, како фашист, како да не редам? Зошто едноставно не се изложат аргументите? Зарем луѓето, граѓаните од оваа страна не разбираат која е едната позиција, која е другата, како гласаат на избори? Јас многу често тоа им го порачувам. Не може граѓаните да бидат зрели, свесни, кога е изборна кампања, ви верувам, вие ќе ја донесете најдобрата одлука, вие најдобро знаете ливчето кој ќе озе, а потоа, наредните 4 години да граѓаните ништо не знаат според политичарите, треба се да учат. Тука е проблемот. Со соодветна комуникација ќе се даде позитивен пример и ќе се даде ветер во грб дека разликите треба да постојат во демократија, меѓутоа треба да се комуницираат разумно и нормално. Бојан, стануваме ли свесни за дискриминирачки одговори и другите негативни аспекти во интернет просторот, дека земаат се поголем замав и постои ли некаков широк општествен консензус дека со нив заеднички треба сите ние да се избориме? Мислам дека после 12 и повеќе години од користење на социјалните медиуми, станавме свесни дека тие навистина содржат многу предности, многу можности за комуникација, меѓутоа дека дел од нас тие ги користат погрешно, навредувајќи се едни со други, користејќи дискриминација. И мислам дека, за жал, многумина, споменавте и во најавата, многумина биле таргет на дискриминирачки говор. И тогаш се освестуваме дека всушност нешто треба да превземеме и веќе фронтот е широк. Јас повторно ќе апелирам, освен ова што ќе го работиме сите заедно, секој од нас, пред да напише било што на интернет, да си го прочита тоа како да е за себе или за своето дете или близко внуче или што и да е. На тој начин ќе се разбере што е за објавување, што не, што е добро, што не. Има начин се да се каже. И на согласувањето не мора да се навредуваме или дискриминираме. Велите, дека е секој комфортно и безбедно да се чувствува во интернет просторот и на тоа ќе бидете фокусирани во периодот кој што следува. Верувам дека искрено верувате дека може да направите промени. Може ли тоа да се стори за брзо време, за куса време, во одреден кус рок? Иако целта не е кус рок, целта е на долг рок да се постигнат ефекти, но би сакале првите ефекти да ги видиме еве што побрзо. Би сакал да верувам дека е можно брзо решение, меѓутоа да надоместите 30 години невложување во вакви работи е многу тешко. Меѓутоа верувам дека со заедничка работа и пред се покажување на конкретни напори, работите ќе се менуваат. Зошто? Заради тоа што примерот мора да почне од политичарите и институциите, например. Ако тие покажат конкретна акција и во прес-центрите, меѓутоа посебно во јавните институции кои што ги водат, дека навистина нема да се толерира говор на омраза, дискриминирачки говор, навреди. Ако покажат дека се охрабрува дебата и различно мислење, пазете, тоа се два проблеми. Не е само да се справите со дискриминирачки одговор, кај нас треба да разберат институциите дека различното мислење е добро, дека не е напад на политичарката, едноставно дека луѓето различно размислуваат. И ако овие две работи започнат да се ги ставиме како приоритет, мислам дека за релативно кратко време ќе ги видиме резултатите. Резултатите се видливи ако има акција. Дали ќе има акција, ќе видиме како ќе реагираат институциите. Во одреден сегмент од разговорот споменавте оние кои што не сакаат да се расправаат на социјалните мрежи, ретерираат. Голем дел од граѓаните ги гасат и своите социјални мрежи, не можејќи да се справат ниту со говорот на омраза, ниту пак да го поднесат она што го читаат. Оно што ме радува што низ годиниве вие не го сторивте тоа, туку решивте лице в лице, еден по еден да се соочувате со сите нив поединечно и да ги менувате работите, што ми е особено драго. Да, јас... Една снегулка прави лавина, па се надеваме дека вака ќе тргне. Не, сакам само да кажам дека никогаш не сум бил сам и верувам дека тоа така ќе биде во иднина. Не е случајно, често ја нагласувам улогата на медиумите, медиумските работници, сите вас, заради тоа што така се прави промената во општеството. Многу често не сме свесни, дури сме неправедни како општество, особено политичарите. А кон медиумите, заборавајќи дека да не е овој начин на комуникација, да не е ова промоција на содржини,
да не се стандардите новинарски кои што постојат, дека државата многу одамна ќе ни биде застранета многу повеќе. Сакате да земеме пандемијата, сакате да земеме најновите случувања, сакате да земеме било кое случување, ни покажува дека всушност во соработките, во работата и пред се во функционирањето на медиумите, овие теми сплевуваат на површина и прават баланс во општеството, да не се застрани. Бидејќи емоциите се голема работа. Ги имаме и денеска со најновите случувања, ги имаме и претходно. Ако не постои оне стандард, она етика, нема ништо од ова да биде реално вака. Затоа апелирам и до политичарите во насока на спречување дискриминирачки говор, со кој што медиумите многу често се соочуваат, да оддаваат многу повеќе признание. Затоа што ако политичарите и носителите на јавни функции покажат дека е ценат работата, например, на медиумите, многу помалку ќе се случува таа дискриминација. Само еден пример. Бојан, благодариме за одвоеното време и за гостувањето во Македонија наутро. Говорот на омраза и дискриминацијата на социјалните мрежи за жал стана наше секојдневие, а клучно е да се препознае навремено, да се пријави и она што е најважно, нели, да се работи на негова превенција. Благодарам, Бојан, за гостувањето. Благодарам многу.